Почитувани сограѓани, драги Велешани, секогаш кога е во интерес на моите сограѓани да ја слушнат вистината, јас ќе излегувам на прес токму со таа цел. Велешани имаат право да ја знаат вистината. Целта на денешниот прес е изјавата на Марко Колев за еден од велешките портали дека сериозно размислува да ја намали цената на ѓубрерината по реакцијата на стопанствениците од нашиот град. Веднаш да разјасниме. Не е вистина дека Марко Колев ретерира и дека изјавата му е искрена, ниту дека тој го има променето ставот за цената на ѓубрерината. Туку, оваа изјава е реакција на поведените постапки од моја страна како председател на Општинската организација на СДСМ Велес, до Уставен суд и до Министерството за локална самоуправа за оценување на законитоста на таквата одлука и нејзино поништување. Тој се уште е на истиот став дека цената на ѓубрерината треба да остане иста од едноставна причина што очено му требаат пари за плаќање на новите партиски вработувања, а и за редовно водење на општината, без оглед на тоа колку е сериозна ситуацијата со покачување на сметките за вода, односно ѓубрарина, и штетата која им ја придонесува еве трети месец на сите правни лица, почнувајќи од стопанскиот сектор, па се до училиштата, болниците, градинката. А зошто го зборувам ова? Ако му беа честни и искрени намерите, зошто не ја прифати иницијативата, поднесена од Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз, за дополнување на дневниот ред на седница со точка од повикување на одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на цената на собирање и транспортирање на комуналниот и индустријски отпад на територија на општина Велес, туку напротив го добивме негативниот одговор. Ова е иницијативата за поднесување на точка на дневен ред, која вас на новинарите ќе ви биде доставена, и ова е известувањето од Марко Колев, каде вика по однос на доставениот допис од ваша страна за давање на мислење, за иницијатива за отповикување на одлуката на изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на цената, давам негативно мислење. Почитувани Велешани, морам да ви информирам дека Социјалдемократскиот сојуз Општинската организација Велес и јас како председател правиме огромни напори и ги искористуваме сите правни механизми оваа незаконска одлука за цената на ѓубрарина да биде поништена, и ви ветувам, на чекор сме да успееме во тоа во интерес на сите правни и физички лица во Велес. Поднесовме иницијатива пред повеќе од месец дена до Уставен суд, со која бараме поништување на законската одлука со предлог времена мерка. Исто така поднесовме и иницијатива до преставка до Министерството за локална самоуправа, односно инспекторатот. Ова е иницијативата за оценување на уставноста и законитоста, додека ова е преставката до Министерството за локална самоуправа, односно до надлежниот инспекторат. Ден пред Марко да даде изјава дека размислува да ја намали ѓубрерината, имаме сознание од вработените во општина Велес дека веќе Уставен суд побарал да се произнесат по однос на оваа одлука, што значи дека предметот е земен во работа. Исто така и од Министерството за локална самоуправа бевме известени по нашата представка дека е проследено до надлежниот инспекторат и веќе почнува да се постапува. Во таква ситуација, повторно во состојба на паника и немоќ, Марко Колев веднаш првиот работен ден дава изјава за Велешки портал дека наводно тој размислува да ја врати старата цена. Драги сограѓани, да бидеме сите начисто. Старата цена на ѓубрерината ќе се врати единствено и само единствено ако Социјалдемократскиот сојуз Општинската организација Велес успее во постапката пред Уставен суд да ја поништи оваа катастрофална одлука за Велес, што мислам дека ќе се случи многу набрзо и дека ќе успееме. Марко Колев нема да ја смени одлуката сам, па вие судете сами на чија страна е вистината и грижата за граѓаните. Драги Велешани, нашата социјалдемократска идеологија е јасна. Кога владата на Република Северна Македонија можеше да субвенционира дел од електричната енергија, и тоа до 80%, нема да дозволиме Марко Колев и ДПМН од лични интереси да ја зголемуваат сметката за комунали до степен да сметките за струја и вода скоро се идентични, а за правните лица дури и неколку пати повисоки. Сето ова за само една цел предпоставувате вработување на нови партиски пулени во Дервен, кое што нешто може да го видите на страната на Агенцијата за вработување, каде во моментов има активни огласи. На крај, сакам да го прашам лично од оваа говорница градоначалникот Марко Колев. Дали е точно
дека оваа пресметка на ѓубрарина не важи исто за сите стопанственици, односно за сите правни лица. Односно, дека постојат фирми блиски до ДПМН кои се уште плаќаат ѓубрарина по старо. Тоа ли е таа ваша кампања Македонија за сите, кога за вас и Велес не е за сите, туку само за поддржувачите и членовите на ДПМН? Ви благодарам. Ги знаете фирмите кои што плаќаат, велите, помалку ѓубрарина и не се во ист кој што останатите? Ново и през во интерес на јавноста и на самите стопанственици не би ги говорела гласно, но доколку градоначалникот демантира и ме испровоцира, може да ги кажеме гласно. Дел од нив ги знам. Знам дека дел од фирмите кои што се поддржувачи на ДПМН, да не речам финансиери, по реакција нивна градоначалникот им има намалено последната сметка за ѓубрарина.